И покрај најавите за денеска пропадна обид од пратениците да ги испеглаат разликите за изборниот законник. Утре на нова координација уште еднаш на маса ќе ги стават своите позиции и понуди во обид да постигнат компромис. Сите страни кои се дел од процесот не отстапуваат од кажаното. Власта е подготвена за компромис, но само ако се дозволи електронско гласање на диаспората, а за опозицијата токму ова е главниот камен на стопнување, но и финансирањето на кампањата и бројот на изборни единици. Председателот на Собранието Африм Гаши на брифинг со новинари ги повика координаторите на пратеничките групи да се обидат да ги надминат различните ставови и да постигнат компромис за изборниот законник. За него прифатливо е електронското гласање на диаспората. Без консензус не можеме да го донесеме изборниот законник. Ги повикувам уште еднаш на договор и компромис да разговараат и да дојдеме до заедничко решение. Јас сум за гласање на диаспората преку електронско гласање. Дури сум за тоа и кај нас да се овозможи. Во процесот на гласање е битно да се потврди идентификација и да се обезбеди тајноста. Ако ги обезбедиме овие елементи, имаме сигурност, не гледам зошто не би се гласало. Партиските штабови ја продолжуваат реториката со меѓусебни обвинувања. ВМРО ДПМН останува на става дека изборниот законник треба да биде донесен со широк политички консензус, но со обезбедување на можност македонската диаспора да го оствари своето право на глас по електронски пат или по пошта. Како ВМРО ДПМН предложивме тоа да биде по електронски пат или пак по пошта. Овој предлог беше одбиен од страна на Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз, затоа што кај ни владее страв за тоа дека граѓаните кои ја напуштија државата во периодот на нивното владење нема да ја поддржат нивната политика, а со тоа ќе доживеат уште поголем пораз на следните председателски избори. Опозицијата обвинува дека предлогот за гласање на диаспората по пошта е нов обид за манипулација на Мицкоски и ВМРО ДПМН. Не му е важна на Мицкоски реформската агенда, тоа му е само изговор. Важен му е само изборниот грабеж. Позициите на СДСМ за изборниот законник не се радикалистички, како што кажа Мицкоски и како што сака да ги прикаже. Радикален е начинот на кој тој сака да го спроведе изборниот грабеж. Комисиската расправа во матичното работно тело е блокирана со над 13.000 амандмани од СДСМ и Левица. Собраниските служби работат на превод на амандманите, но кога комисијата ќе продолжи со работа, засега е неизвестно. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.